ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на онлайн продажбата, предизвиците, правата на купувачите, правата на трговците. Наши и ваши гости се денес во студиото, ќе почнеме од дамата, Маја Бакал, председател на Сдруженијето Чаршиски Еснав, и Вангел Спировски, председател на Организацијата на потрошувачи во Охрид. Добар ден на двајцата, добре ни дојдовте во студиото на ТВМ. Ви благодарам што еве овој предпразничен продолжен викенд издвоивте време да посветиме внимание на ова доста актуелна тема. Нашиот разговор ќе го започнеме со тоа што сите сме свесни дека онлайн трговијата денес зема замав. Значи, според последните некои податоци кои што успеав да ги најдам официјални, бележиме 40% пораст на онлайн трговија. Така што, но за жал со оваа онлайн трговија, како таа расте, така растат и поплаките на потрошувачите, измамени потрошувачи, и навистина заслужува да посветиме внимание. Ајде да почнеме со вас, Спировски. Колку често добивате поплаки од потрошувачите? Како што кажавте, значи после овој постпандемиски период онлайн трговијата бележи значително зголемување. Како потрошувачите си купуваат онлайн, како преку нашава држава, така и од странство. Али ние секогаш треба да ние секогаш како организација апелираме да се купува од овластени интернет продавници кои што се регистрирани, кои што имаат истакнато телефонски број за контакт, некој формулар за контакт со нив, односно некоја комуникација со фирмата. Исто така, кога ќе се прими производот, дали има фискална сметка, дали преку таа пошта што ќе му се достави производот, има право да го провери, да го отвори, значи да не го прима производот без да го провери. И тотално, значи да не се купува производи од така да речем диви продавачи, новоформирани некои, не знам, профили на Facebook, на Instagram, да се купува само од проверени, регистрирани интернет продавници. Така. Таа би била пораката како граѓаните да се однесуваат, но свесни сме дека имаме наплив на онлайн страници кои што многу лесно на Инстаграм, на Фејсбук спонзорирано ке ве залажат со цена, со услови, со нешто. И граѓаните едноставно насемнуваат. Да, и во секој случај ако има некој проблем, тоа мора да го пријават, дали кај нас организација на потрошувачи или во пазарна инспекција, или во МВР има одделение за интернет криминал. Така. И тие ќе си преземат понатаму действија согласно законот. Мерки. Маја, современото време ја изменува и трговијата. Значи, од дуќанџи и вие станувате трговци. Како тече онлайн трговијата? Онлайн трговијата зависи од секого посебно, од секој дуќан посебно. Некои работат исклучиво онлайн. Ретко кои од нив се регистрирани. Така. Ние, значи, работиме комбинирано. Сега веќе тој класичен тип на шопинг се помалку го има. Се повеќе луѓето ќе се јават или на телефон, или ќе не исконтактираат преку порака за обводност на производот, па после тоа понатаму порачуваат по карго или како и да е, мислам. Така да сега и нашиве продавници со онлайн продажбата не се само во Охрид, не сме ние само на една територија, него сме за цела Македонија. Сега ние имаме фирми, плаќаме придонеси, плаќаме кири и ред други работи, така да ова да кажам ние само една помошна алатка во продажбава. Се соочуваме со еден многу тие 40% што вие ги спомнавте, тоа 40% уствари се легалните продавници. Точно, евидентиран промет. Евидентиран промет е тоа, а инаку Македонија има сериозен наплив на нелегални продавници. Најмногу сега имаме проблем со страните од Косово. Јас воопшто не ми е јасно како може нешто за 5 дена или за 2 дена да стигне. Ја не знам како тоа поминува низ царина, каде е тука царинската управа. Порачуваш фейк патики, пример, ајде се да не спомнувам од некои познати брендови или тренерки или шо и да, и тоа стигнува за 3 дена. Кога го поминало тоа царина, кога поминала ни сите тие процедури за да стане законски процедури за да тоа стане легално. Значи една сериозна сума на девизи, имаме голем одлив на парите во косовските страни, албанските страни.
Да. Па, мислам, сега добро, AliExpress и ред како нив тие, мислам дека се легални се, како тоа поминува, не знам, а сите сме сведоци дека барем 20 или 40 дена треба да помине за да поминат сите процедури за да стигне до нас производот. Така. Не може нешто за 3 дена по карго да ти стигне и тоа да биде легално, да се разбереме. После тоа имаме проблем и со македонскиве страни, ќе се соберат 2-3 дечиња, ќе си одат, ќе си купат од негде, знаеме ние каде има на големо Така. продажби. Ќе купат 10 пара тренерки или шо и да е, ќе си стават по 200 денари, ќе си ги isпродадат сите тие работи на Facebook, по социјалните мрежи. Не постои никаква заштита тука, ниту на потрошувачи, ниту државата од тоа нешто има. Тоа е све комуникација помеѓу нив двајца, каргата само меѓу нив, мислам, се спојка и тоа е тоа. Сето тоа оди на штета најмногу на нас, на легалниве фирми, Точно. кои што сме. На неколку пати пробавме да се обратиме пред пандемијата како Сдружение на трговци, пуштивме на секаде, тогаш и до влада и до пратеници, апсолутно секаде, до царинска управа и сегде. Мислам дека тој период малку царинската управа нешто превзеде така едни мали чекори за да се спречи таа нелегална трговија, ама толку беше, тогаш помине интересот, дојде пандемијата и се пренасочија кон други Некако некои се работи, застана. Така. Да. На социјалната мрежа Facebook има една Facebook страница, доста интересна и не се следат 50.000 членови, се викат зид на измами, прашања и искуства од онлайн продавници и слично. На неа, јас ја следам, член сум на таа група, значи нема ден да нема минимум од 5 до 10 поплаки од граѓани од земјава, кои што со докази, со принт скринови, со скриншотови од телефоните докажуваат како биле измамени. Значи, на фотографијата нарачувате едно, добивате нешто друго. Или расипано, или оштетено и така натака. Што понатаму кога ќе се случува? Како да се заштитат потрошувачите? Ние сме свесни дека не сме едуцирани за посериозна и повнимателна онлайн продажба. Значи, според мене, единствен начин да се заштитат потрошувачите е да не пазарат од тие нелегални продавници. Нема друг начин, пошто и да преземе нешто надлежен инспекторат или полиција, едино што може да се затвори таа страна и толку. Секој може да регистрира профил на Facebook, не ти треба никакви податоци, може утре да го избришиш, не може никој да те најде, нема никаква одговорност. Само те блокираат од страницата и толку завршува комуникацијата. Пуштаат пораки за бомби по училиштата, што е многу посериозна закана, па не може да ги најдат. Така. Значи, единствен начин да се заштитат е едноставно да не пазарат и да бидат малку совесни, да пазарат преку регистрирани интернет продавници, каде што ќе можат утре ако има некој проблем да го вратат производот, да го заменат или да има некоја комуникација со продавачот. Само тоа е да се зголеми свесноста, значи вака со вакви емисии, со едукации, да се интересираат, да прашуваат, значи ние секогаш споделуваме на нашата Facebook страна Организација на потрошувачи на Охрид релевантни информации, ние издадовме и брошура за интернет измами. Исто има информации на Организација на потрошувачи на Македонија, на сајтот нивни, Министерството за економија сега последно време прави такви брошури информативни да им помогне на инспекторатот за едукација на граѓаните. Значи, единствен начин е само да не се пазари преку тие веб страни. Така. Али, нажалост, социјалната категорија во Македонија е таква како што ни е и луѓето само гледаат да купат нешто поевтино. Да се заштеди, а во суштина на крајот ќе излезат Фактички измамени. ќе го платат, Да, затоа што ќе излезат видат измамени. Колку често добивате вакви поплаки за оштетени производи, за производи кои што не се во функција, за она што го нарачале, а не соодействува со она што го видели и им било ветено? Имаме добиено многу поплаки од потрошувачи за интернет измами, како што викате, производот што го нарачале не соодействувал како што било на сликата или на понудата. Имаме и други проблеми, значи за технички производи, им бил доставен производот, без да го проверат, кога провериле им било скршено или неисправно. Значи, од една страна и да се работи за регистрирана продавница, кога ќе ви го достават производот, вие сте должни да го проверите. Затоа што се подпишувате дека сте го примиле во исправно состојба. Значи вие мора да го проверите, во спротивно не треба да прифаќаат да го преземат производот додека не го отворат или да го проверат, поготово за технички производи. Така. Затоа што ако е оштетен, тоа е на ваша одговорност. После не може да докажете вие дека не сте го оштетиле.
А како кога каргото не им дава да отвараат? Мора, нема не им Принципот дават. вели не може, Ево, јас прво сум имал плати, па таква, после. јас сум имал таква Да, и јас таква ке раскажам, ситуација. јас сум имала, Да, јас мислам нема човек кој што не бил жртва на да, некоја јас измама. инсистирав, значи јас им кажав едноставно, јас нема да го земам производот, слободно вратете го, јас нема да го земам дури не го проверам. И на инсистирање, добро, ајде во ред проверете го. И може. И ви дадоја. Да, да. Ето, Значи видите, само треба значи, да треба бидат да се биде да си малце- ги барат. Ретко се тоа не дозволува. Не разбирам, ама дозволува. тој е Ама и тие разликата. од каргото се не се криви. Да, Тие се вели само политиката поштари. на тој што Курири го се праќа, од точка вели А не до сме. точка Да, Б. ама ако е оштетен производот кај нив, што ќе правите вие ако сте купиле телефон од 1000 евра? Кој ќе го плати после? Значи мора едноставно граѓаните мора да се посовесни, да се едуцирани, ќе мора да се инсистира да си ги заштитат нивните права. Да. Исто телевизор, имавме случај телевизор. Да. Му го доставиле пукнат екранот. А се подпишал. И му кажам сега кога сте се подпишале готово, вие сте се согласиле дека сте го примиле во исправна состојба. Немате начин да докажете дали е кај вас или кај каргото. Значи, Да, не мора може се и да не внимава од тие каргото, работи. може би испраќачот Може и и така е прекратено платен. случаи. Не Да, навредувам да, се да. кој е крив. Да, да, Али да, во секој да. случај мора да се посовесни и мора да си се заштитат за нивните права кога се работи за вакви работи. Ама не дозволуваат воопшто, не Нема дозволуваат да да го се примате отвори. производот. Да, Тоа и и по јас цена знам да не го дека Не, примиш. не, па да, мене ми треба производот, јас сум го порачала за да го земам. Не, јас Така и мислам сега не дека можам да ако не го примам. инсистирате, значи ево јас ви кажав мој пример, значи инсистирав и ми дозволија. Да, валјда Само треба да инсистирате и да сте во комуникација со тие кои што го Да, Едуцирани испратат. ама потрошувачи. тоа зависи од вработениот. Значи не секогаш имаат време, некогаш имаат премногу Да, да, гузва само ти го вработените, подава. да, ти го И подава и лета, не да, се да, замарам да, со да, тебе, да, вика ако да. сакаш прими го, ако не го враќам назад. Да. Значи секој по сопствени убедувања и вработените. Така. Сакаме и треба да расте е-трговијата. Да, апсолутно. Затоа што тоа е иднина на современото да, живење. Но како да се заштитиме од оваа сива економија која што ни се случува? Настрана од измамите, вие како трговци, значи немате механизам да се заштитите. Апсолутно немаме. Не. Никаков механизам немаме. Значи ниту имаме каде да се пожалиме. Ние сме најмногу безправени со тоа. Ама ако одам, каде би одел? Во Министерство за економија или каде? Значи ние веќе не еднашка 100 пати мислам апелираме, веќе вас сме апелирали по телевизија и секаде за неовластена е-трговија, ама веројатно и државата се уште нема пронајдено механизми да се справи со тие. Законски. Да. Дури еднаш кога дадовме и во Министерство за како се вика тоа, за информатичко општество, и од таму добивме некое сувопарно објаснување, па од сите други ни кажа дека не е нивна надлежност, пошто ние во сите министерства испративме, па рековме ајде каде што купали. Од тука ни стигна дека само упат како да отвориме ние продавница. Мислам, тоа воопшто не беше барањето наше. Не беше тоа Ние, прашање, не знаете што треба како. мене некој да ми објасни како да отворам и продавница. Така. И остана сето тоа така и не знам. Поред мене надлежна е Министерство за економија и пазарна инспекција, тие се надлежни за овој проблем. Да, но како законски да се регулира кога државата ти вели, ние Да ги можеме да пријавите. реагираме Само кај правните само субјекти. кај оние што имат фирма, така а е. што со оние кои што Да ги немаат такви пријавите таму мајлјаници. овие што се нелегални Па продавници. како можам јас да стигнем Како? до нив? Државата не може да стигне до нив. Може Значи, државата тие да се го фантом, укине пристапот до таа страна. Значи има таква Има законска можност. можност. Има. Ма они веднаш Преку- отварат нова страна со Тоа е споразумение, проблемот, тоа да. не е, Тоа е мислам, проблемот. Иначе единствен начин е да се укине таа страна и да нема пристап. Добро, таа страна ќе се укине, за 2 Ќе се дена отвори ќе се нова, појави така нова е, страна, така е. Тоа не е одма реше- добива нови Се следбеници, сложувам. одма... Да. Не е решение за Значи, проблемот. апсолутно, тоа ние свеста треба да се подигне, а свеста се уште не е присутна кај нас. И А така. како е Спировски во светот? Има ли некои поинакви искуства во однос на онлайн трговија? Дали сте запознаани? Во јас не знам, на пример, како функционира таа онлайн трговија во европските земји, поразвиените. И за таму не верувам дека се соочуваат со вакви онлайн измами Секаде и вакви постојат манипулации. измами, Вакви секаде. не верувам. Вакви Не, можда не. не, ама секаде Сигурно. си постојат измами. Само на Балканот. И таму се поедуцирани потрошувачите, едноставно не купуваат од непроверени такви продавници интернет и тоа е тоа. Свесноста само да се зголеми и луѓето да не пазарат кај нив, кога нема економски интерес, нема да работи тоа. Граѓаните треба да станат свесни дека не треба да купуваат од такви продавници. Така. Ете, убаво кажавте, Бакал, дека тие ќе стават 200 денари маржа, а вие Да. како трговец
кои што плаќаат даноци, вработени, дуќани и така натаму, вие не можете да ја продавате значи со таква цена и директно вие се соочувате со една тешка нелојална конкуренција. Така, да. Која што удира врз вашиот џеп и вашиот просперитет како трговци. Па добро, сведоци сме дека доста продавници мали се затворија, дека останаа само поголемите ланец на продавници што се поголемите, што се, мислам, светски брендирани продавници. Малите дуќанчиња се повеќе ги снемува, и Охридската чаршија се помалку се малецки бутици и се повеќе се, мислам, веќе се преносачуваат дуќаните, продаваат бисер или што и да е, накид. Тоа што е доходовно во чаршијата. А мислам дека малите продавници се повеќе ќе ги снемува, исто како што се случи со самопослугите, што би оние малецки маркетчиња, дека истата судбина. Мислам дека ние сме, па ја и не знам кога е нов бутик отворен веќе во Охрид. Долго време сум во чаршијата, веќе 20 и нешто години. Мислам дека последните 10 години некој така сериозно нешто вака ново не е отворено. Значи, тој што сака да отвори нешто трговија со она, ќе си отвори страница од дома, нема да има вработени, нема да биде регистриран. Ниту фискална му треба. Ниту фискална, ништо, ниту ќе го боли глава за инспекции, ниту требал да плати придонеси, апсолутно ништо. Да. Значи, Во визби може, во магазини тоа да се во една соба се средува. Значи во една соба се средува и нема тука фотографии, малце фотошоп и тоа се пушта, се да, спонзорира и многу лесно се спонзорирање $10-20, тоа иде за 5 дена и нема тука што. И нормално инспекцијата која настапува, секојаш доаѓа кај нас, кај легалните. Да. И се повеќе се губи интересот да држиме продавници. Јас од 2 се ограничив на една. Прашање на време е кога и ние сите ќе затвориме. Така да, мислам, затоа што постојано сме на удар, дали од инспекции. Сега не се жалам многу, немаме такви некои големи проблеми да кажам нешто, ама сепак имаме, значи, ако не платиш ќе те блокираат, ако не платиш придонеси, така? А дали јас можам да платам придонеси, тоа е веќе друго прашање. Не е дека ја не сакам да си ги платам моите придонеси или да си ја поминам мојата плата. Така. Затоа што и јас сум тука вработена. Или ако, значи, постојано имаме нешто што се бараат нови закони, требало да стои вака на декларацијата или ова или она, сето тоа е казниво со закон. Разбирате како треба да изгледа една декларација, како треба ова, како треба она. И законите постојат само за тие, само легалните, за нас. за оние кои што се видливи едноставно пред државата. Така, овие што се фантом продавачи, како да ги наречам, не знам, ниту имаат декларации, ниту плаќа придонеси, ниту него некој го блокира и го гони за нешто. Така. Па сега на крају се крајава заштитени. апсолутно, може да ќе дојде време кога и ние ќе мораме така да преминеме. Знаете како викаат, ако не можеш да ги победиш, придружи им се. Не знам веќе што да кажам. Така, баш е Значи тешка. нема слух, апсолутно држава нема слух за тие интернет продавници што се нелегални. Да. Значи ако стои на една интернет продавница, стои бутик тој и тој, и со адреса, со све, телефон, тоа се фирма. знае дека тој нешто плаќа на државава. Така. Не можеш само да напишеш интернет продавница. Да. Без веб страна или без нешто, тоа се знае и не смееш да платиш на картичка, тоа се знае како е. Да. Мислам дека тоа све оди во приватни џебови и дека ниту еден денар не добива државата. Апсолутно, се слагам и јас Така? истото го мислам, да. Спировски, споменавте дека доколку некоја Facebook страница се пријави, каде да се пријави? Во пазарна инспекција? Значи, Еве јас лично имав лошо искуство и сега значи таа страница што да направам? Значи наречав едно, добив нешто друго, барав да го вратат затоа што беше стварно лош квалитетот. А верувам нема човек кој што не бил измамен. Разговарав и со дел од колегите и со многу луѓе и го гледаме на Facebook во поплаките, нема човек кој што не бил измамен и не се соочил со ваков проблем. Не се работеше за големи пари, јас бев измамена за некоја си блузичка од 1000 денари, добив парталче, барав да се врати, не го враќаат, ме блокира и заврши. Еве, кажете ми, каква е постапката? Што да направиме во овој случај? Знаеме дека пари нема враќање, нема кај да пријавиме, ниту го пријавуваш за некоја таква сума, меѓутоа, како да ги спречиме тие продавници? Во ваков случај, значи треба да се обратите до пазарна инспекција, да го пријавите профилот на Facebook и на Instagram. Добро. И тие имаат начин да го блокираат. Или исто, значи, оделение за интернет криминал во полиција. Имате два начини. Значи, ако пријавите кај нив тие превземаат таква процедура? Да, сме имале такви случаи кога ги блокирале, да. Значи, или во полиција,
одделение за интернет криминал или во пазарна инспекција. Па тоа е одлично, можете да Да се блокирате пријават. некоја страница која што со години успеала преку спонзорирани да успее да собере 50, 60 Па тоа е проблемот, Ја граѓаните не не сум многу пријавуваат. оптимиста во однос на Во ред, тоа. Не ама- сум многу оптимиста дека некој нив ќе ги блокира. Може, има тие Апсолутно. начини, имаат можност да ги блокираат. Имаат се случило можност ли дали такво некој ќе нешто? па ја не верувам дека. Ние сме имали таков случај, да. Кога сме пријавили, кога ги едноставно го блокирале. И тој може да го профил отвори. веќе не може. Не може да го- не постои, може не да- Одма може ќе отвори го- нов. Тука Ќе не е отвори ништо нов, ама нема страшно. исти следбеници, нема Да, исти... не е исто, ама Нема Значи исто. нема никаква улога бројот на следбеници, да се разбереме. Кога е тоа спонзорирано. Да. Спонзорирана објава. Кога е Апсолутно, да пак спонзорирана ќе стигне објава, до голем обсек. И ти си плаќаш, во зависност од тоа колку плаќаш, 10, 20, 30 долари, толку следбеници, мислам, толку луѓе Да, ја до гледаат толку луѓе ќе објавата. стигне твојата Значи објава. нема никаква врска следбеници. Следбеници има врска кај нашиве легални што се дуќани и јас сега ставам нов производ и они ќе го видат новиот производ, па ќе дојдат во дуќанот, ќе го посетат. Еве, мене ми се случува сега за првомајски празници, веќе пишуваат кај би се наоѓа дуќанот, имате интересни производи. Ние тоа повеќе е кај нас реклама, тоа бројот на следбеници. Инаку тоа се нема врска колку следбеници има. Да, И да го досег се банира. мести. Да, тоа апсолутно. За 100 долари ти ќе стигнеш до некоја публика од 100.000 луѓе, каде што ти е целната публика. Тоа е многу паметна работа интернетот. Не може да се избориме со тоа. Али во апсолутно. секој случај јас секогаш апелирам да се пријавуваат тие избори. Не, добар че Да, што да, повеќе во да ред се е тоа, пријавуваат. тоа е еден да не чекор се плюс. повлекуваат Апсолутно, луѓето, да. не Така. кажете ево сега ништо не може да направам, едноставно да ги пријавите. Одлично. И Пазарна ова е една инспекција. добра Пак е информација. нешто добро. Да. За нашите гледачи да знаат дека без разлика и ако станува збор за страница од која што се излажале или нарачале, а нема фирма таа страница, нема контакти, нема слично, сепак може да се пријави и дека И ќе ете биде да се блокирана. надеваме дека Да. може и да Знаеш биде што е проблем? блокирано, Кога нема ништо. они ќе те блокираат, значи ти немаш ни достап до страницата да видиш како се викала страницата за да пријавиш. Па не ти некои текнува. Си прават некој принт скрин, претежно Да, или принт си скринови знае. обавезно кога се Па ја купува не сум нешто направила така, поголемо. не ми текнало. ето. А сте биле ли, Маја, еве, ако сте трговец, како човек ве прашувам, ви се случува и да бидете излажани при онлайн купување? Па не било тоа што сум очекувала да го добијам. Затоа што се премногу фотошопирани слики. Да, ама и ретко кога порачувам така на интернет, јас се уште сум на класичен шопинг, очиве мои да го видат. Дека е. И не сум била на некоја многу голема измама, нешто таква работа. Така. А не било тоа што сум очекувала, колку што многу го фалеле, јас нешто порачував некоја опрема за телефони или тие Така. работи. Али во принцип ако порачувам од овие посериозни што се фирми. Да. И јас научив така. обавезно тоа се Да, проверува да. добро. Да. Затоа што имаме голем број на ботови кои што споделуваат и лажни своји искуства така, во да, коментари да. со фотографија, Така, еве стигна апсолутно, прекрасно е. Да. Значи се соочуваме на вистина со една експанзија од лаги и измами на социјалните медиуми. А како и во сите аспекти на живењето во Македонија, така и овде. Да. Ретко Да. со нешто можеш да се избориш како што треба. Ајде, Спировски, кажете ни, што вие превземате? Еве, јас доаѓам кај вас и ви пријавувам. Измамена сум, добив ова, го носам и производот или носам фотографии и докази и што вие како организација веднаш превземате? Каква е законската процедура? Значи, како нашата функција како организација на потрошувачи Така. е советодавна, значи да ги насочиме потрошувачиве, како прво дали да видиме се во право, дали имаат Така. издржана некој изговор за нивниот проблем, дали имаат фискална документи, односно да потврдат дека го купиле тој Добро, производ. и ако имаат се тоа, И согласно закон гледаме што може да се превземи, која е надлежна служба може да го реши тој проблем. Или ние во нивно име ги упатуваме нивниот предмет, или потрошувачот. Некоја се дешава сега многу често и по телефон да се јават или мел да пишат, пошто нема време да дојде во канцеларија. Така. Ќе им кажеме пратете ни документи, ќе ги провери документите и ќе му кажеме за овој проблем можеш да го решиш вака и вака. Така, И во таа советодавна. институција. Така. И после надлежна пазарна или агенција за храна Така. или Да, зависи инспекцијска каде служба, треба, вие ги упатувате го фактички. презема предметот. Значи Да. нашата функција е советодавна и едукативна. Значи со овие информативни брошури, со емисии, со трибини, Така. да ги едуцираме потрошувачите и да ги упатиме каде може да го решат проблемот и дали може да го решат и како. Маја, покрај вакви несовесни трговци, и тие кои што се совесни губите легитимитет. Затоа што покрај
Ако еднаш ви излажат, ќе ви излажат втор пат и вие веќе трет пат и се плашите и да нарачате. Така. Колку ви веруваат потрошувачите? Да ви кажам право, довербата е голема. Значи, луѓето или не се научи од грешките, Така. или сакаат да веруваат дека се што кошта помалку, вреди повеќе. Така да, од секаде се порачува, некогаш ќе го добиеш тоа што ти треба, некогаш нема да го добиеш. Лично еве кај мене на мојата страна, до сега се случило неколку пати да имам рекламации, сум ги вратила, дали парите, дали се направила замена или како и да е. Така. Ама јас сум сериозна фирма, значи морам да стојам позади тоа, затоа што тука стои брендот што јас го имам, така мојот дуќан стои. И што го градите со години. Е така, значи тоа е сепак со локација каде сум, што сум, со телефонски број, со се апсолутно и мене одма можат да ме најдат. Така, така. Ама сега да потенцирам дека постојат и несовесни купувачи, потрошувачи. Ми се има случајно на свадба отишол со фустанот и утре дента доаѓа со фискалната, сакам назад парите да ги земам. Сега добро борете, ама ве видов на Facebook со фустанот. Значи, заради ми такви случаи имаме. Да, почнуваат веќе така млади ве прават Да, такви работи. законот демек Да, мене законот ми дозволува да јас имам право 10 дена да го вратам и не е твој проблем што правиш. Јас ти го враќам тебе на оштета, па ми го враќаш. Тука е етикетата, тука е. Леле. А мислам смешно беше. Да, Не беше ни мало дете. Навистина Не се беше ни мало изненадив. дете, сериозна госпоѓа 40 годишна на 8 март со блузата прошетана. И се пак сака да ја изнасликала, врати. И се со иде етикета и- внатре. Не е проблем Ја етикетата крие, да ја вратиш. ја крие. Ама не е проблем етикетата да лесно ја е и да ја вратиш. вратиш, да. Ќе влезе во некој дуќан ќе рече ајде имате пиштолче стави. Тоа не е никаков проблем. Али во Тоа е секој етикетата, случај, да. значи јас морам да кажам дека законски не е така. Значи во рок од 15 дена можеш да го вратиш производот, ако не си го користел, ако не си го употребувал, ако не си го отпакувал, значи едноставно си го добиваш, гледаш дека не ти се свига бојата, формата, големината, сум сгрешил, можам да го вратам. А не сега си го носел и да го вратиш. Значи, си има- употребено не може да биде вратено. Не може да биде разјасниме вратено. и да знаат гледачите Значи- дека тоа што сте го употребиле не може да го вратите. Законот не ве штити. Да, ама они знаеш како ела па докаже како користел. Така. Треба да ги Не, следиш може на да- Facebook и на Не, Инстаграм и така се постојано кај да мене правиш сосема од нешто. случајно и тоа девојчето кај мене што беше вработено ми Така. вика видиш убаво стои блузата на таа и таа. Така, Што така, взема. така, така. И она утре ден те иде и вика леле мајчета ти кажам сакам да ја сменам нешто тесна ми. Се наоѓаш во непријатна ситуација, сега ги Навистина познаваш непријатно. луѓе, да, и ми кажеш, ја носеше вчера те видов. И она веќе не ти влегува во дуќан. Да, и ја губиш и како муштерија Како веќе за муштерија губиш, војнина. да. И има такви некои, кажам, има несовесни потрошувачи. Да. Како што има и продавачи, И има- несовесни да, продавачи, така Така имаме и- и несовесни. Па и ние како трговци не сме баш многу заштитени од таквите. Значи и ние не знаеме кај да се обратиме. Па и тоа сакав да ве прашам, Па, еве не кога знам ќе кај да имате се обрати. конфликти, некој проблем со Па, ми такви се несовесни случило, потрошувачи, да. еве што правите? Па и Нешто. ја не знам, јас ги барав за потрошувачи затоа што ми се закани и сега ја да одам таму да се објаснам. Не знаев ни кај да ги најдам, ги барав на Google, не успеав да ги најдам. Ете, ќе Ми ти рекоа кажа, биле, да, се Спиро. денеска ми кажа кај биле, ми рекоа дека биле некаде во Амамот, отидов ги барав од горе до долу. Преселени Лута се, бев, ама селени се стварно во бев општина. лута. Лани со некоја со купачи беше нешто такви работи. Се дешава, нешто се законуваше без никаква основа. Не ви е лесно. Да, Дефинитивно да, не ви е да, лесно. Да, точно. Да, Добро, и ако пријават ваков случај, кај вас? Видете, Или во секој трговците случај, не не може знам, да па ја како пријават, трговец тоа ме не знам интересира. кај да се обратам, од Да, муштери. каде? Ете, каде да Кај да се пријават? справам јас? Значи, сепак јас ви кажав, значи нашата функција е советодавна и едукативна. Добро, да, Ние вие немаме ви- надлежност, да, немаме вие ви совет, никакви апсолутно, права. ама како? Ние можеме само да кажеме дали е согласно закон, како што сега кажав дека ако некој потрошувач го користил производот, нема право да го врати. Така, Значи ние ќе советот е кажеме тој. дека сепак тоа е законски, не е тоа ние да сме го измислиле. Да, Тоа да, се стои. Па не, она може да каже, имам слична блуза што бев на Facebook. Ама Дај, се гледа окей, сега. Ајде, ела докажи дека е таа истата блуза. И каде овај Ма спорт ние, ќе заврши? ние Добро, сега. никогаш, значи ние како трговци воопшто не сме заштитени. Од ниедна страна не сме. Од сите страни секој може се, значи муштерија веќе нас секогаш во право. Да. Ти враќа оштетено со сладолед го направил си заминува, влегува со храна. Има разноразни ситуации. Така. И значи ќе го проба, ќе го изфрли долу на земја, го гази во гардероба, го наоѓаш све.
Што ќе им правиш? Да, ништо. Значи упропастени се производите и што да правам? Да, Ќе застанам, ќе се расправам, дошол друг човек, ќе ме слуша како се расправам. Да, не довикува едноставно. Да, и ние имаме проблеми, не е дека само муштарите имаат со нас Така, проблеми. така. Се сложувам со вас дека сте Тоа во право. обострано е. Некогаш и заради имидж на фирма, да не ти пишува ако негативни коментари. Да, па преку и да се не е во поминуваш. право, ќе му го замениш или ќе му го Јас вратиш. секогаш заменувам. Еве, нека дојде некој што ќе каже дека не сум заменила, не сум вратила пари или како и да е. Не можам да се расправам, веќе губам и енергија со тие работи, што викате и ради имидж на фирма сега. Тоа е тоа. Да, мора да се гради. Еднаш, два пати ќе доверба. му па да, толку години сум веќе и срамота е да застанам да се расправам со муштариите за нешто. Така. Веќе и нови времиња се, знаете како. Секаде почнаа да враќаат, да, мислам, рекламации се прифаќаат во легалните, нормално. Така, вамо е многу лесно кај нелегалните ве блокираат. Он те и банира не само на постојат, Facebook да. и готово, не И можеш веќе ти да го толку. најдеш после Да, ама нема никакви податоци немаш за него. Да, и да имаш скриншот, ето, не ми текнува Да. Така. од пред тоа. Така. Привршуваме со нашиот разговор, значи од се ова може да заклучиме како еден совет до потрошувачите да бидете внимателни. Тоа значи не да не пазариме онлайн, туку да пазариме внимателно и предпазливо. Значи секогаш да внимаваме на сите податоци на одредена страница за да може да се заштитиме. Да проверат дали е регистрирана, дали има телефон, дали има адреса, едноставно дали е легална продавница или нема никакви информации. Значи тоа мора да се пази, како што кажавте, утре можеш да го вратиш, да се видиш, да разговараш, водека го купуваш и немаш гаранција никаква. Така. Абе добро, Само обично, поголема свесност. Да, обично тоа луѓето земаат производи од места каде што има поголеми следбеници. Например, има 50.000 следбеници, значи тоа не е туку така добиени 50.000 следбеници. Ама па тука и државата нека се обрне внимание. 50.000 следбеници без фирма позади. Значи тоа е една сериозен одлив на финансии, што мислам сива економија. Да, сива економија која што удира по вашиот џеб како легални, а удира и по џебот на државата, на буџетот. Најмногу по џебот на државата. Така. Ние некако Така. ајде и ќе се справиме нешто. Ама значи државата од тоа нема никаков фидбек. Така. Така осам Да веруваме дека во иднина ќе се работи повеќе на оваа проблематика и можеби ќе има некои законски решенија кои што ќе ги заштитат и потрошувачите, но ќе ги заштитат едноставно И и нас, трговците, трговците, бидејќи да. и вие и купувачите трпат штети. Да. Ви благодарам многу и на двајцата што бевте дел од емисијата Прашалник. Почитувани гледачи, верувам успеавме да го задржиме вашето внимание на оваа тема, предизвиците во онлайн трговијата. Довидување.